Малолетници се почесто учесници во тепачки и пресметки со ножеви. Големата зависност од социјалните мрежи и игрите ги оддалечуваат младите од реалниот свет, па неретко се иницијатори на агресивност. Психолозите се децидни дека новите генерации се огледало на постарите. Општеството кој го креираат повозрастните влијае врз младите, па затоа сите треба да вложат во создавањето позитивни услови, вели за Алфа психолог Стојановска. Доживувањето нивно е дека е решавањето на конфликтите и на проблемите кои ги доживуваат во себе си и надвор околу себе во социумот во кој што живеат, дека агресијата е начин на решавање на тие проблеми. Значи, за да нешто се промени, би требало баш голема работа да има. И грижата за нивното прво ментално и емоционално здравје уште од најмали нозе, требало да биде сосема поразлично од она што сега го правиме, или да биде побогато, пошироко и понатака, нели, грижата за нивниот целокупен раст и развој да биде на едно сосем поинакво ниво. Во последно време се почесто сме сведоци на трагедии поради краткотрајна TikTok слава кај малолетниците, а сите светски истражувања покажуваат огромна зависност од социјалните мрежи кај најмладите генерации. Забраната во никој случај не е решение, вели Стојановска. Да биде забрана, не. Може би да се воведе начин на контрола на времето кој го поминуваат во игрите. Значи, ние не можеме да го запреме на педокот, не можеме да запреме и не треба да запреме да не гледаат телевизија, да не одат на интернет, да не ги користат игрите, ама не треба да ги препуштаме да останат тоа игрите и интернетот да бидат основно воспитно средство. Билтенот на МВР само за една недела бележи десетина тепачки и пресметки помеѓу малолетници, но и насилство од возрастни. Но не само насилство, снимање за социјална мрежа заврши трагично за 14 годишно девојче од скопската населба Илинден. Заедно со група малолетници сакале да снимаат за TikTok и се качиле во вагон со висок струен напон, а кабел ја усмртило. Слична несреќа поврзана со снимање на видео за TikTok се случи пред неколку месеци во Скопско Маџари, кога 17 годишна девојка на идентичен начин доби тешки изгореници по телото. Познавачите велат не секогаш младите можат да направат елементарна разлика помеѓу стварноста која се создава на социјалната мрежа и објективната реалност, дотаму што дел од нив не може да проценат каква е вистинската опасност. Едукација од најмала возраст преку образовниот процес и истовремено строга родителска контрола се клучни фактори за правилен раст и развој кај младите. Западот, но и земји од регионот зборуваат, но и забрануваат дел од социјалните мрежи.